Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Доаѓа нова година. Имаме политички, обштествени теми и ова се совршени моменти да видиме каде сме и што сме како индивидуи, како личности. Секој од нас во животот има многу неуспеси, а колку по-успешен човек си, тоа значи дека имаш што е можно повеќе неуспеси позади себе. Тоа е еден. Квантитетот на успехот е баш таков. Дел од неуспесите ни создаваат и фрустрации во животот. Еден од неуспесите кои мене ми создава најголеми фрустрации е тоа што со години не можам да успеам да се одвикнам од една малограѓанска навика, од една завист, ментална и физичка, а тоа е зависноста од цигари. Сосема сум свесен за ова. И ова ми е, веројатно, покрај собирање на плочи, слушање на добра музика, еден од ретките работи од кои сум зависен вака како порок. Ме боли што не успевам да ги откажам цигарите и ме боли кога гледам една тотално нерационална дебата по социјалните мрежи особено, но и во кафеани, околу тоа дали треба да се ограничи пушењето на цигари во јавни места. И многу интересно што оваа дебата нема ни партиска ни политичка димензија, туку има само една димензија на лична себичност кај луѓето. Тоа е дали ја пушам цигари или не пушам цигари и врз база на тоа си го креираме мислењето. Живите тука знаеме многу да не согласуваме во нашата емисија. И така треба. И да бидеме критични меѓу себе. Тоа е еден од моите најголеми критичари во однос на пушењето цигари. Покрај моето семејство, нормално. Но, мислам дека ќе се согласиме дека цивилизацијскиот развој на земите може баш да се цени околу тоа како се однесуваат истите кон пушењето. Се слагаш? Тотално се слагам со таа работа. И ќе ти кажам еден, може би, ќе ти дојде чуден примеров, но Европа и Америка знаеме. Интересно е беше, знаеш дека во Латинска Америка бразилците се буквално како европејците во однос на таа навика. Односно пушењето се смета за нешто што го прават луѓе со така маргиналци на општеството. Аргентина малку наликува на нас. И тоа може да се види меѓу другото и по овие статистики на една и на друга земја, економски успех, образование. Да, Бразил е далеку поразвиен од потенцијали и така натаму, иако вие биле поразвиени кај пред 100 години, 120 пред 100 години они биле на ранг на Америка. Да, и над Америка. Така што од друга страна и во Америка исто така веќе не се смета тоа за навика која што е, не знам, навика поврзана со некој бунтовништво, не знам, со некоја модерно, со некоја така. Туку е едноставно, пак, ке речем, навика за маргиналците на општеството и забораваме уште една работа. Ако ги видиме... Малку ме боли што е така, знаете. Го прифаќам ова со, како да кажам, со огромно само критика и неприфаќање на вистината, со тоа да бе не може да е така, па не сме сите пушачи такви и така натаму, но да, боли, ама тоа што боли не значи дека не е вистина. И дека мора да ја прифатите вистината, тоа е првиот чекор. Друга работа многу ми пречи. Во Скопје се врати во едни денови што ги памтам од кога бев средношколец, па и помал. Кога ќе излезеш во град, нели, се враќаш буквално удимен од глава до пети, смрдиш. Ги фрлаш, целата облека ја фрлаш и мора да се истушираш за да можеш да легнеш кон човек. Се врати тоа време. Дури за пушачите е проблем. Да не, се врати тоа време. Многу е лош, многу е нецивилизирано. Ивица. И посебно, посебно кои имаме гости кои што доаѓаат не само од запад, што би рекли, него и од исток и од било каде. Кај ќе го изнеш во Скопје, ајде?
кај што Во може сите елитни места се Да. пуши внатре, зборуваме тука. И зарез, добро се, има некои почитуваат се, стварно, да. да бидеме искрени и доследни кон тоа, но најголем дел се за нигде. И сега тука ќе се обидам да прво да ја видиме политичката димензија, потоа да ќе ви објасниме дека не е човеково право тоа да пушите кај сакате. Значи, Фатмир Меджити, министер за здравство, најави борба против пушењето и сега проблем е што ова влада во 6-та година најавува борба против пушењето и не е изговор дека партијата на Меджити влегла сега во влада, затоа што и во првите 2 години од владата истата партија беше. Баш во тие години, зборувам, Во годините кога се растори законот. да. И Баш примената на во тој законот. период кога прекина да се применува законот. Така што too little, too late во однос на таа работа, ако зборуваме од политичка димензија, она партиско-политичка димензија. СДСМ е тој што од еден имавме најевропска примена во регионот, значи бевме пред Србија, да бидеме во однос на пушењето, дури пред Хрватска бевме, порано ги воведовме тие работи, Ивица се сеќава подобро од мене. Бевме на ниво на Словачка, Чешка, Словенија, Унгарија, Да, и некои западни земји после нас воведа. апсолутно. Да. А мора да подсетам, еден тогаш правеше прилози како во Врање, не знам оделе нашите, затоа што овдека имало неслобода и затоа што таму глупости невидени. Види, искрено. Тоа беше, значи тоа беше некоја си урбана легенда која што круеше во град. Ја уште немам запознаен од човек кога го така прашаме еве тогаш, нели, ти си пушач, кога беше тоа, нели, кога беа прилозите дека си идел во Врање, дали ти беше во Врање? Звучниците, пошто имаме некој одблисок. Па стај ги тука. Да. Дали ти беше во... Не сум сретнал ниту еден. Така што тој прилог За да беше... пушиш цигари. Тој прилог беше Ама на не, тотална Ивица, луда Ивица, пропаганда. имаме- Да не збориме, чекај се. Имаше, например, колумници или како не знам. Тоа бе фашизам. Фашизам било зошто? Затоа што Хитлер бил непушац, вегетаријанец и не знам што, а Черчил бил пијаница, пушач. Мислам, никој не булози глупави. Еве сега ја ќе ви кажам еден класичен пример. Јас благодарение на мојата работа, нели секој ден сум со луѓе средби, често тие средби се во кафич, во ресторан и така натаму, таква ми е работата сега. Треба дневно да се сретнеш со 5-6 луѓе за да Така е. дознаеш некаква информација, да се брифираш и така натаму. Така е. Поради мојата работа сум одел и во странство прилично, значи и во западниот дел и на кај Балкан. Поради моето образование сум одел и во Англија, сум одел сегде. Можам да ви кажам една работа најискрено, почнувајќи од себе. Кога сум во Македонија, пушам за 100% повеќе цигари дневно. Сега ќе ви кажам зошто. Зошто? Еве Тоа ми е интересно. сега ќе ви кажам. Затоа што ако сум во земја каде што има ригорозни закони за пушење, тоа значи дека додека сум во ресторан, јас треба да излезам надвор за да запалам цигара. Ако сум со некој на средба, тоа значи дека е неучтиво да го оставам човекот поише од 2 пати за време на една средба од 2 сати, сати и Јасно, пол и добро. така натаму. Че можам 2 пати да излезам на цигари. Се изнад 2 пати е непочитување кон мојот соговорник. Во Македонија можам да пушам. Во Македонија ќе седнеме ја и Ивица после емисија со гостинот, не знам, во Дион. Не е ова реклама, го Или спомнувам во само Среќа. Брендон, или во Среќа. Ја пушам пола кутија цигари после емисија. Цигара врз цигара, муабет, еј, цигарче, чубаво и отиде пола кутија. Во мојот организам отиде. Моето здравје да го наштетува. За разлика од овде, таму каде што има поригорозни закони, јас сум принуден на еден или на друг начин за да бидам учтив да го штитам своето здравје. И е добро за мене кога не е дозволено сегде и отворено да се пуши. Ајде се го одиме понатаму. Во однос на тоа делот слобода и човекови права. Кога тоа ќе се каже во однос на пушењето, како Се фаќам за пушка. се фаќам за пушка. Зошто? Добро. Ја ќе ви кажам зошто. Прво, кога вие пушите цигари се согласуваме, нели дека тоа е хедонизам, лично уживање. Во ред, да. Не може вашето лично уживање кое носи рак да го плаќаме ние сите од фондот за здравство. Вклучително и за мене ова важи.
Не може моето лично уживање, ја утре ако закачам рак награди, Ама и овие што Да го пушачиве што се со тебе во колина. не, тоа е второ. Значи, да го плаќаат сите даночни обврзници. Дали вие би се согласиле доколку сте пушачи да плаќате, но да немате здравствено осигурување? Јас согласувам. Наискрено, отворено, јавно го кажувам, може би тоа ќе биде начин како јас да се откажам од пушењето. И има во земји во светот каде што доколку сте пушач, со право одредени работи не ви ги покрива фондот. И треба да не ви ги покрива. Не може твојата неодговорност и твојата желба за уживање да ја плаќа фондот за здравство. Извинете. Не може. Одиме понатаму. Што правиме со здравјето на другите? Значи, во ресторанот во кој пушите, веројатно има 10% деца. Што доше со родители, со едно со друго, со баби, со дедовци. Тие деца го вдишуваат воздухот. Има 40-50% непушачи. Тие непушачи го вдишуваат сето тоа. На крај ќе каже, треба да има кафеани за пушачи и за непушачи, па да се купуваат лиценци за тие што сакаат да пушат, да може да уживаат. Не. Не смее да има нешто. Затоа што тоа значи дека правилото да не се пуши ќе може да се плати со пари за да се заобиколи. Не може да се заобиколи. Пушењето може да биде само на регулирани места, надвор, каде што не влијаат и пасивно не ги уништуваат тугите животи. Се друго, А дури не навлез во институција, кај што знаеш треба да влезеш во институција, а околу тебе облаци. Апсолутно. Треба да има некое кјуше настраен како избркани и да одиме таму и да седиме да пушиме цигари и да пиеме кафе. Тоа треба да биде. И тоа е символ за цивилизирана земја. Се друго е символ за башибозук. Така е, убаво каже башибозук. Убаво каже башибозук и не, ќе кажем лична една димензија. Јас сум израснат во семејство на страшен пушач, мајка ми едно време 2 кутии беа вака. По мене ми е тоа, јас сум кутија и пол дневно. Да. Меѓутоа ја и брат ми едноставно не знам, законот е непушачи, веројатно станавме меѓу другото затоа што некој дома те малтретира со таква работа. И сега морам да си кажам дека тоа мајка ми многу ја кошташе како здравје и тоа посебно после незината 60-та година во семејство кое што нема, дај Боже да остане така историја со такви семејни болести, но она имаше цели 2 случаи какви што не треба да ги има, што нормално е да не кажам кои беа тие големи и емотивни и секакви турбуленции за нашето семејство, меѓутоа тој што ќе ми каже дека немало влијание, мислам дека се лаже. Доказано е влијанието, не постои да. една студија, не Да. постои едно истражување. Да. И на крајот на крижата збориме за дроги. Дрогата што највеќе убива е никотинот. И најтрагичното е кога ќе ви кажат кога ќе ви кажат, абе знаеш, тоа сега не мора да значи ке секој работи на генетика. Зошто кога одите на преглед на срце прво што ја прашувате дали сте пушач? Што мислите? Зошто? Не се глупави. Зошто кога одите на било каков преглед, нели, за некаква сериозна кондиција? Да, јасно. Прво ве прашуваат дали сте пушач. Зошто на систематски преглед ви го поставуваат тоа прашање? Затоа што, извинете вака, но по себе гледам, доколку сте пушач, перформансите на вашето здравје, на вашето... Вие го труете секој ден луѓе вашиот организам. Како да ви објаснам? Така. Вие свесно, сега видите, да, психологија е, ја на пример сум веројатно поише ментално зависен, знаеш да напотребува цигара тука нешто да имам да правиш нешто, некој тик имам себе се морам да бидам искрен. Малце ти е затоа што јас како студент сум бил практикант во новинарството. Знаеш дека малце може да е од професијата затоа што не е таму знаеш, стрес па нешто го извалаш. Но не е тоа изговор. Јас сум свесен дека не е тоа изговор. Можам мастики да джвакам, истиот тик да го задоволам. Не е тоа изговор. А ова сега па што се практикува со овие новиве ајкоси, што демекони согорувале, а внатре ги има истите состојки, се освен јагленороден моноксид, јагленород моноксид, нели, имаш, се извинувам, имаш, нели,
катран, никотин и јагленород моноксид. Сега, во тие ајкоси, како се викаат, различни, има 5-6 типа, немало јагленороден моноксид. Никако нема. Нема, пошто било со согорување, сега тоа е некоја техника. Но сепак, никотин има. А нека не ве лажат. Никотинот не е здрав. Никотинот е штетен. Да се разбереме. И па тие сега што може да ги пуфкаат сегде цело време, е исто така една како да кажам, една навика која исто така е штетна кон здравието. Сега може би пасивно толку не и штети на околината, ама мириса, бе, нека не ме лажат дека не мириса, го осеќам мириса. Како не мириса? Дури одвратно мириса, мора да ти кажам. Уште поодвратно мириса ајкосот. И Да. таа лага што сега се обидуваат да ја шират по околина дека тие може да се пушат као внатре, цигари не може. И да, и така изгледа во терен. Не, пријатели, треба да се забрани и тие да се пушат внатре во затворени објекти. Престанете со тоа. Престанете. Немојте да го лажете народот, знам дека тобако индустријата е многу мокна и увезувањето на тие чуда има веројатно огромен профит за некого, Сигурно. но не се здрави. И кампањата треба да се однесува и на тој продукт, не само на цигарите. Апсолутно. Да. Апсолутно. Цигарите не се единствениот проблем. Проблем се и Сега тие. види, не дека сме ети некои фанати си разбираме, пороци постојат кога постои човештвото, ќе останат. Абе, другар, јас сум, ја го имам порока Да. сега, како да кажам, ја без комплекс борам од себе, тргам. Нели? Не тргам ја од, не разбираш, ја од себе тргам, не значи дека јас сум инфериорно битие пошто пушам цигари, ама не е добро што пушам цигари. Ме разбираш? Не е види, добро, не е... И да се разбереме, значи нема компромиси околу вакви работи, вакво решение мора да се воведе, мора да има инспекции, мора да има контрола. Пак ќе кажам, во секоја цивилизирана земја во светот. Мора како човек да излезеш во град, како ти кажам, мора како човек да излезеш, мора како човек да, како се вика тоа, да можеш со фамилија да излезеш како човек. Управо ли сум? Апсолутно. Сакам детето да седи со мене у ресторан без да Во моментов е невозможно тоа, Во нели? моментот тоа е невозможно. И она исто, па кога ќе почнат да се вадат на културата, ние сме од Балканот, ние имаме култура за пишење. Не е точно. Во 30 во Америка културата за пушење е... Чекај, полека. Која земја воведе една од најригорозните забрани за пушење? Усвари во Македонија, кој каже дека некој е птен пуши, како викаме? Пуши као Турчин. Турција има една од најригорозните забрани. Една од најригорозните Не забрани. сум знаело, И не то сум одамна. бил одамна. Затоа што е цивилизирана земја, кој што кажа се. Можеме да се согласуваме со политиките на Ердоган или да не се согласуваме. Меѓутоа, од кој он дојден таму, имаат и економски раст, и социјален раст, свашта имаат. Ама чекај, Меѓу другото, дојдоа до едно, знаеме значи, за нормален напливот живот. на тобако индустријата и пушењето од каде доаѓа? Од Америка. А таму почнала Малборо од каде? масовната култура. Овој Нели што е Втора светска војна им давале цигари, што беше Лаки тоа? страйк и така натаму. Соединетите американски држави своевремено беа шампион по пушење во светот. А не само Со тоа. далеку по... Абе има реклами, не знам дали знаеш. Па пиарот е измислен благодарение на пушењето. Има како цела реклами, има реклами, гранка. тоа се многу интересни дека ако си болен, најдобро те одмарат цигара. Дури има и реклами, ова е вон секоја здрава памет. Кај што се препорачуваат за бремени жени. До таму отишла работа. Едвард И Бернес. сега пази, битката Има правено цели кампањи за таа хубава работа. кажа Америка. Битката да се забрани пушењето во јавни простории е производ на една жестока борба на група граѓански активисти против многу како да ги наречеме, мрачни сили, против капитал, против луѓе што губат пари, против политички врски на тие што губат пари, сенатори во Америка, политичари и така натаму. Значи, битката е изборена, со години се водела и оштетите што ги плаќале компаниите се големи. Инаку, еве, она за мене најсмешно приказна е, не знам дали ти текна Филип Морис кога се ребрендираше. Тие огромни пари, дали беше на Сачен Сачи или на Публицис некој од тие. Добро. Демек, како
да го сменат имиджот. Во моментот кога свесноста во Америка дека ова стварно здравјето го рушат, никотинот е порасна. И овие им смисли една кампања, едно ново лого, ново име, корпоративно и така натаму. Ми се чини беше најскапа кампања во историјата на светот од тогаш, некои $1,000,000 така нешто платија. И не успеа кампањата. Кога не успеа, барале совет. Зашо не успеа кампањава? И тие луѓето, експертите од таа област кои што барале, рекле, бе, луѓе, продавате отров. Како да го смените името, како да го смените логото? Отров продавате, џабе вие. Така што, али види, ние забораваме дека, значи, борбата против никотинот во Америка се водеше со години. Со децени и се изборија луѓето. И секој им се додека пушењето цигари го имате онак, дека вие бокалот полн со слобода го пиете, кога како пушите да цигара, додека го имате тоа чувство, вие се самоубивате мислејќи дека се многу слободни. Вие сте робови на цигарите. И јас сум роб на цигарите. И треба да си го признаете. Прво треба го гледало да се погледнете да кажете, јас сум роб на ова ѓубре, на овој отров. Се додека не си го признаете тоа, не сте вие слободни луѓе ако пушите цигари. Обратно. Ако не сте освоени од овој порок, овде кој се наоѓа и во вашиот организам, тогаш сте слободни луѓе. Види, и пак да кажем, од сите наркотици никотинот е предизвикува највеќе смрт на планетава. И највеќе проблеми за здравјето. Пошто е најраширен, така е. Да. И легализиране. Да не забораваме. Сега добро, сега на пример сега ќе ви кажам, во Велика Британија. Сега во Канада да речеме тоа е па ќе речам па и премногу ригорозно, иако можеби тоа е паметно да се направи, но премногу е ригорозно. Споредбено со Велика Британија каков закон има? Во затворено не постои пушење, такво нешто. Летна тераса од македонски тип со стакло, со затворена сите, тоа не постои. Такво нешто тоа не е летна тераса, тоа е затворен објект. Летна тераса се знае што ако е отворено. Значи ако е целосно отворено, едино горе може да има чадор, ништо повеќе. Само тоа се рачуна за отворен простор. Да, и таму нема пушење. Не, има пушење. Има? Океј, да, има пушење. Германија нема ни таму. Не, во Велика Британија има таму пушење, но и јасно е што е отворен простор. Не е дечко заградено све со стакла и со внатре систем за грејење, тоа не е затворен простор. Отворен простор, се извинувам. Отворен простор е во Велика Британија. Таму е дозволено. Второ, кога одите по улица, не можете да пушите кај сакате, има смокинг зона. Значи, таму да, застани, пуши цигара, си имаш со канта, ќе си фрлиш све, ќе си испушиш и ќе си продолжиш. И ја шетам по Ковен Гарден, по тој регион, гледам дека практично ти такви места за пушење немаш на секој чекор. А пази имаш уште еден момент. И пази, и дека не можеш да се труиш на секој чекор. Значи, на секој 10-15 минути. Сега пример, имаш таква зона за пушење кај Соборен храм, сега карикирам, иако не, лошо е карикирам. Например, имаш кај Собрание таква зона и после следната ти е кај Верота Вталиџе. Ме разбираш? Да, јасно. Јасно. Види. Иако пак ќе ти кажам, иако во Англија, само се каде може веднаш да бидам искрен, во Англија по улица и не се почитува толку, знаат да пушат, значи да бидем искрени, но тоа ти е така во оние по добро јасно, по лошите, почудни мала. Да, во почудни мала. Да. Во Сити оф Лондон не може да видите човек со цигара. Знаеш каде ме фаќа нервоза ептен и тоа е стварно одраз на некултура. Човечка некултура. Например, покрај Кеј и на шеталиштето гори и доле кај се џогира и ваму кај што се возат точаци, кога ќе видиш некој пуши, че ќе се луѓето излагаат да се рекреираат. Ти пушиш цигари. Нели има една некултура, една човечка. Или горе кога ќе се качиш на водно, сега нели на водно и на врвот нешто, чај се пие, не знам, таму се седи, седно се други пуши. Кабе човек, мислам, не споиво со тоа што го правиш, нели? Нема логика. Исто. Ова, знаеш, исто сега тука ќе еден друг дел од пушењето. Во Македонија има еден призвук дека тој што пуши пура, он е некој богаташ, мокен фраер. Па. Да,
на запад тој што пуши пура не е ни богат, не е ни мокен, туку е селјак. Да, кој ќе пуши, точно. Сега, види. Точно. Сега вака. Тоа пурата е символ на, види. Пурата е символ, не да речеме што за нешто се прославува. Само секунда да се оградам. Имам еден другар што многу сака пури, а не е селјак. Морам да кажам, ама тоа му е некаква релаксација, знаеш, таму по такви клубови, пошто на запад живее и сето тоа. Можда е некој така лајфстайл и така натаму, каде што тоа е интересно, има такви цигар клубови и се. Но во Скопје кога ќе видите некој со пура како седи на сепаре, значи нема потреба да правите муабет дека е селјачина и онака како да ви многу свесен за себе и за да. И сум да правам една пауза за цигарче. Не. Чекай, имаше еден интересен коментар од еден гледач, слушател, кој што сакам да го искоментираме, вели добра ви емисија денес, но ви отворете и темата за загадување и кај беше и загадување и дишување на воздухот во Скопје од фабриките кои горат отпад од странство, или за тоа не сме да збориме. Смееме да збориме и веднаш ќе кажеме. И одма има такви примери во Скопје. Загадуваат, значи треба да бидат подитно затворени, дислоцирани од градот. Ама ај сега почитуван слушателу, сега ќе ти кажам нешто што па и тебе нема да ти се допадне, мимо фабрики, а тоа е дека треба и движењето на автомобили да се ограничи. Сега тоа не го сакате, така? Кога ќе збориме покрај, да, има. И со име и презиме, ако треба, ќе ви ги кажуваме. Сега не сум моментов, нешто, немам некоја истрага направена, но можам да ви го кажам. Не, тоа треба таа тема полека да се... Но, се е во ред. Има огромни загадувачи во Скопје и се близу до нашите домови, но и автомобилите загадуваат. Не може оние коли од 98, 99, 2001, 89, 88 да ги возите по Скопје. Извинете. Знам, немаме пари, сиромашни, све е така, управо сте. Ја, татко ми има Голф 4 од 99, се е така, управо сте. Но јас доскоро имав една Астра и текно на ја... Таа е легендарна Астра. Во музеите исто од некој... Значи, Љупчо, меѓу другото, имаше задача да ме брка по Скопје со клеми. Тоа беше една. Да. 2-3 пати неделно со клеми ја палевме Астрата. Но, значи, ја пак ќе кажам, не значи сега ние безгрешни дека сме јаси. Но старите автомобили загадуваат, треба да се исфрлат од употреба. Знам, тешко е. Ама знаете, ние сиромашни сме, шо ќе правиме и така натаму. Се е во ред, се држи вода. Но другари, тоа загадува. Инаку, не знам, знаеш која земја има најдалеку стигнато во делот на исфрлување на возило што загадуваат? Кој е? Од своите сообраќајници? Кој е? Кина. Ама види, кај нив е тоа прашање на обстанок, Ивица. Види го какав е Пекинг. Таму ако не го регулираш тоа, знаеш што ќе биде? Ќе имаш магла. Ме разбираш? Не, фрапантно е колку брзо се акомодираат. Добро, кај нив нели нормално и полесно се унитарна држава. Во Велика Британија, у центар, можеш со електрично возило, а со неелектрично возило треба да платиш многу пари. Може би не е лошо и пешачките зони во Скопје да се прошират во центар. Да речеме целиот оној потек од кај раскрсницата кај Стопанска комора до Собрание, сето тоа да биде пешачка зона. После ригорозниот закон за пушење, бројот на продадени цигари се смалува или се зголемува? Се смалува. Се смалува, да. Кога нешто забрануваш со сила, со закон, тоа има контраефект. Не е точно. Алкохолот во Америка го викаат тивки. И точно, а не цигарите. И цигарите, и алкохолот, и добро, и двете. Види, не значи дека алкохолот е добар. Не, и двете се тива кои. Види, и имам ја една идеологија вака животна, а тоа е дека се што е забрането да се прави под 18 години, не би требало да го правите после 18 да, години. Тоа е добра. Тоа е вака добра. Знаеш. Добра полила. Меѓутоа, значи мора да се поддржи оваа работа, значи, пак ќе кажам, никогаш во животот не сум бил пушач, меѓутоа сум израснал со родител пушач. Израснал сум во Скопје, што е едно од најлудите места кога станува збор за
култура на пушењето и на пушачите и мислам дека треба да се цивилизираме, во права си. А од друга страна, пази, знаеш, ќе ти кажем уште еден пример. Знаеш што се случи во Германија? Баварија, Баварија е единствена покрајна на Германија каде што е регулирано на прашањето за референдум. Липчо. И сега, пази сега, слушни го овој пример. Да. Пушачите, за жал, знам дека и ти си пушеш, меѓутоа знаат да бидат преагресивни кога е во прашање пушењето. Преагресивни. Нашите права вака, сите пушат едно друго. И во Баварија, слушајќи го тоа, една партија, еколошка партија, ОДП, мала, никогаш не пробила над 5%, од 3 до 5 се движи, конзервативна еколошка партија. И они покрена иницијатива, оваа индустријава на пушење и плюс индустријава на цигари заедно со пушачите ја поддржа иницијативата, затоа што да речеме законот бил горе-долу рестриктивен, од овие бараат ригорозен. Убедени дека ќе победат. Излагаат на гласање, баварците гласаат за ригорозниот закон. Пази, партија што од 3% успеа референдум онака да ги здрма и јако да излезат и да изгласаат уште поригорозен закон. Што кажува тоа? Ако си гласен и бучен, не значи дека си во право. Значи, бучни се и гласни се пушачите, знам, се бунат едно друго, но не се во право. Што е најинтересно, и они знаат дека не се во право. Длабоко, види, ако постои пушач кој сака неговото дете да пуши цигари, тогаш тој треба да биде затворен во лудница. Така е. Така е. Сега, така да ти кажам, така е. тргнете он тоа, дали сакате, јас сум пушач, не сакам моето дете да пуши цигари. Кој ќе порасне? Не сакам. Не бе, види, ја ги фатив оние. Мајка ми беше пушач, не најтешко ми падна кога почнав да пушам цигари. Не разбираш, затоа што пушач знае бре што ти прави ова. Знае и што е кашлање, знае и што е да се задишуваш, да не можеш скали да качеш. Знае пушач многу добро што му се случува. Вие сте малце помали генерации, веќе беше малце поцивилизирано и родителството. Моје генерации, кога родители на страшни пушачи откриваат дека децата им пушат, имаше тука ќутеци, и сите тие дека подобро помина. Не, тоа е тоа за жал, знаеш. А не, во право си, нема родител пушач што сака детето да му биде пушач. Ама за да се разбереме. И сега ја ќе водам полемика дали тоа е добро или не. Зашто некој што е агресивен пушач, ја би сакал да го ти на детето твоја дај му цигари. Ако толку е добро, дај му, ајде. Да те видам. Дали имаш мозок у главата. Одиме со кратка пауза за реклами, ќе се вратиме во вториот дел на емисијата со дебатата дали Европскиот фронт се распадна уште пред да биде создаден. Откако како примитивен Homo sapiens ужива во својата зависност од цигари и како оние врачовите чурев на терасата во нашето радио, се враќам назад во студиото да ја продолжиме, нели, емисијата, а да не бев зависен од цигари, немаше ни паузи да правиме во емисија. Ето, по тоа гледаш колку се намалува и ефикасноста во работа. Во работата колку ќе правиме паузи. Ај се уште една тема да фатиме од тие. Пред да отидеме на дневна политика. Чекај само секунда. Праше господин Боцевски, што во Америка се подразбира под психијатарски дроги? Тоа ви се седативите кои во Македонија според Фондот за здравство издадени рецепти лексилиум, хелекс, диазепам и така натаму се на прво место во Европа. Истражете малку, исто со бројки според тутунските компании, дека после законот за пушење колкавица. Значи, тутунските компании немаат право да зуцнат за таа тема, добро. И иначе, така во цел свет. Намалени им се профитите на тобако индустријата во светот. Намален Филип Морис пред 30 години и Филип Морис сега, ова е мала компанија во споредба со тоа што беше пред 30 години. Види, по друга страна, се збогатуваат, знаеш, збогатувањето на главно на земјите од третиот свет, кинезите, индиците, некои африкански земји кои што имаат така пристојан раст, Индонезија,
Па го дигна тоа, ме сваќаш. Еве, имаме една слушателка која вели нема зависност. Добро, да. Нема зависност од цигари, сега ја не знам од што сум зависен. Сега, седи тука во студиото зависник од цигари, вие велите дека нема зависност од цигари. Негирате дека сум, сега ја не знам дека сум зависен од цигари. Знаете, да, не е тоа како хероин, не е како тешки дроги и така натаму, но самото тоа што не можете да продолжите со денот и мозокот ви е оптеретен со тоа да запалите цигара, значи дека сте зависници. И јас сум зависник. И секој муабет дека цигарите не ствараат зависност е ништо друго освен лага. А во однос на овие лексилиум и хелекси, диазепами, тука неам зависност, морам да признам. Да, иако во Македонија тоа како бомбончиња се... Па, види сега, да бидем искрени, и во други општества е така. Ама не е во ред. И тоа Значи, и за тоа треба И кампања. тоа не е во ред, но има па се една друга работа, без да бранам било што. Современиот овој капиталистички начин на живот, динамиката во просторот создава огромен стрес. Луѓето мислат дека тој стрес, односно ефектите кои ги создава тој стрес, може да ги лечат со овие бомбончиња, а во суштината си ствараат само уште поголем проблем кога ги пијат. Но тоа е современото општество е многу сурово, луѓето сакаат да избегаат од него и марихуаната е исто форма на... Во Македонија е табу тема, затоа што е забрането, но исто така една форма на бегство од стресот, да се разбереме. Дали... Еве, јас пушев по 2 кутии на ден, едно утро пред 6 години се разбудив и реков доста е и до ден денес немам запалено. Имам и јас такви примери во околината. И да ви кажам искрено, сонувам дека ќе дојде и ке мене тој ден, каде што ќе речам од денес веќе не пушам и стварно ќе го реализирам тоа. До сега сум пробал неколку пати, неуспешно, па како овој Марк Твен што се шегува, не, Чарлс Дикенс што се шегува, вика, а вика зборот тешко било да се откаже цигари, а до сега 100 пати ги имам откажано. Значи, ај за вторава тема, значи... Да, не критикуваат ај баталјата, да, вика со цигарите, сватате со политика да чуеме нешто ново. Пред политикава да фатиме ова околу камерите на улиците во Скопје и низ Македонија. Еден проект кој што го започна на времето министерката Гордана Јанкуловска. Па беше ставен во тепих. Исто како ова со. И сега пред да паднат од власт им текна дека да чека, ова паметно било. Да. Исто беше и со исто како со цигари. Да кажеме дека ќе го дисциплинира тоа сообраќајот, сигурно, во Скопје. Може би не е лошо на почеток да направат некои природни завршни одредби. Не знам, првата година нека биде 10 од казните. Не, слушај ми го зборот се, затоа што имало такви работи. Многу ми напрашува добро како тоа ќе се наплати. Лесно, затоа што тој систем се врзува со регистрацијата. Не си ги платил казните, ќе доеш да регистрираш колата. Цела година ќе треба да платиш. Знаеш дека скенерите у Лондон што се поставени не има камери. Ти само поминуваш, на скенерот ти прави танк дека побрзо возиш од дозволенето за 0,1 километар. Не, толку не, толерира до 5 километри сигурно, да. Добро да. И во инстант ти ги собираат парите од картица, нема ни дебата тука. Ние сега ја ќе плаќам, не плаќам. Не, ама ја мислам дека претерале малку. Секаде во светот, значи мора да има некои судски процеси, знаеш. Добро, не, ти можеш да го обжалиш тоа и ќе отидеш да го обжалиш и ќе ти го извадат доказот од системот и ќе не знаеш. Нема и ти стигнува, пази, ти стигнува на адреса со фотографија со све. Ти стигнува и таму, ама ти ги повлекуваат парите автоматски. Меѓу другото, ќе кажеме една казна која што за мене беше интересна. Ја открив дека тоа е и кај нас е причина за голем број на сообраќајни незгоди. Еднаш кај мене ми стигна казна за претекнување на булеварот десно. Значи од десно ако претекнеш возило, така? Што кај нас е нормално. Кај нас ми се чини од сите страни. Ја по партизанска. Ја чекам и од горе, вака. Еднаш не ми се десило да не видам претекнување од десно. Да, ама претекнување од десно е една од најчестите причини за
Претекнување Да. од десно е Да. собраќаен прекршок на ранг на вртење полукруг на две полни. Да, точно. Значи тоа е рангот точно, на... точно. А кај нас Точно. И скапа е казната и кај нас. А не се- Ама не се употреби, не се Ама не се ни санкционира. свесни луѓето, значи. Да, и- Кај нас у Македонија полагаат за коли, забораваат све што учеле. Да. Тоа е проблемот. Е така. И втора работа. Сега ми се вратија скоро некои пријатели од Канада во Македонија, се среќаваме на улица и викам и добро сега како ви е Шоков разлики во едно друго. И вика, бе, знаеш, вика, у Собраќево, у Скопје, вика, се чувствуваме, вика, као да сме животно загрозени. Се качувам, вика, у такси од аеродром, влегувам у Скопје и почнем да се плашам инстантно. Викам, ама бе, што е толку проблемот? Ама, знаеш како, Ивица, кога си замисли ти си навикнат на возење на 30 у град, Не само тоа, види, не само тоа. Не само тоа, него има овдека една нервоза во возењето која што е лоша. И забележам некои работи што навистина се не само некултурни, него онакви ужас. ужас. Например, нели треба да се сврти десно и се наредени се 3-4 возила. Треба да почекаш да се отвори семафорот и да свртиш А десно. не да свиш, да се тепаш, да него се се качуваш од страна и возиш, знаеш, врз коловозов, ваму каже пешачката зона или велосипедската и си продолжуваш. Ние сме Мислам, тоа ние не сме возачи у Скопје. Едно. И себе се ставам Друго, така. ова исто. Ние сме харикири Пази, овде. Како да ти ако обяснам? возило што е- камикази сме, Ако не знам. возило што е пред тебе во другата лента даде сигнал, трепкач, пушти го. Нема да изгубиш ништо од животот. А не, знаеш, Ние не сме возачи во Скопје, Да. ние сме камикази, како да ви обяснам. И на секој оној кој бил во нормални градови, нормални општества, сега, извинете сега малце што сум self-hating, ама луѓе мора да си признаеме за да се смениме. И во делот за пушењето и во делот, но ние мораме да признаеме дека сме примитивни за некој работа. Нема Како да ви нема обяснам? да кажам другарот, него туку нашава култура меѓу другото за малце ќе завршеше како што не треба. Во Америка еднаш кај еден, јас и еден мој другар возиме во Њујорк и промашивме наместо брзата лента влегавме во бавната лента. И ние она по-скопски, нели? Вози другаров, се приближува и на брзинка да влезе нели у брзава лента, го прави тоа. И не сопре полиција. Овој навикне до Скопје, станува, нели, излегува од возилото за да се расправа со полицајецот. И му извадија пиштол. Клекна, едниот извади пиштол, другиот излезе, стави пиштол, овој мислам, не, овој јас се преплашив, ке не потепаат. Затоа што во Америка правилото е кога ќе ти светне полиција, ти рацете мора да ги држиш на волан. И овој треба да ти приде така, Значи, нели? немаме доволно улици за многу бројни возила Не е кои се во така. сообраќајот. Не е така. Што не значи дека треба да бидеме Нема, не е така, примитивци. не е така, види. Значи, и еве, дури, сега ќе ви кажам. Скопје е еден од градовите кај што нема толкава гужва каков што има во други метрополи во Европа. И знаеш што, и најголемиот мит, најголем дел од гужвите во Скопје настануваат поради непочитување на правилата Така во е, сообраќајот. така е. Да возат сите полека, фино, културно Не, бе, многу со- побрзо ќе така стигнат е, од дома, така е. од овде со Така. влагање, излагање. Сега тој од една нели трета лента претекнува у погрешна лента, кај што не се претекнува. Не бебе на партизанска од трета лента врти и тоа пред семафор. И тоа ги блокира сите од позади, независно они што газеле за да стигне до таму. Сега има тука еден Добро. друг момент во однос на возењето. Тој момент, Ивица, дека значи ние мора да сватиме дека за некои работи сме примитивни и заостанати. Ова со возењето и сообраќајната култура што ја имаме е една од тие работи. Имаше И конечно, мене ми е многу драго што с тебе полемизирам ово утро и конечно ја кога за некој пример кажувам колку сме за нигде и ти да не ми речеш, ама знаеш и на запад. Не, па не, Значи, на запад не е така, не е управо така, си. значи. А инаку знаеш кога се распадна тоа? И сега има еден момент, сега може ова ќе делува како урбана легенда, ама не е така. За жал, кога беше оној воениот судар 2001 година, затоа што вниманието на државата и на полицијата посебно се одвлече во една друга насока, експлодира сообраќајната некултура и не се врати. Дај Боже со камериве тоа
да се подсреди. Да се подсреди. Ајде да завршиме со оваа работа, ти викам, и ова е too little, too late. Исто, пушењето и камерите се цивилизацијски придобивки на кои владата на СДСМ и текна пред да падне. И може би не е лошо цукче. А пред тоа, проектите кои беа започнати, кои функционира окей, например, во време на Никола Груевски можеше, и време на ВМРО ДПМН можеше да се најде забелешки дека законот за пушење не важи сегде, имаше од една страна на Вардар, не важеше од друга, некој градови важеше, некој не важеше, негде имаше башибозук, негде не може да се забележи на тоа, ама сега нигде не важи, сега сегде е хаос. Сега извинете. Да, сега сегде е хаос. Сега дали си у аеродром или си у, како се викаше, у Топана, исто ти се фаќа. Ја не сакам да живеам во таков град. Ако вие сакате, имаме цивилизацијски разлики. Дај да фатиме пред крај за политика. Ајде политика. Ивица, Европскиот фронт, долго најуваниот Европски фронт, вчера Таравари даде изјава дека се распадна. Па не е баш паметно ние да одиме во коалиција со СДСМ, лошо е за СДСМ, вели Таравари. Зашо бе така? Се не знам. Ај сега да видиме. Ја мислам дека од практични причини СДСМ нема да влезе. СДСМ е КБ, не е друга партија. Затоа што ќе си направат математика. Еве да седнат со Дуи, така? Добро. На Дуи му треба да има стабилно бадинтерово мнозинство. Да. Ќе им бара 15 добитни места. 15. Да. Во секој изборна единица. Алијанса колку места ќе бара, еве, и да влезат и они? 7-8. Да, добро. Значи 15, еве да речеме и еве 7, твојата конзервативна проценка. Колку се? 22. 22. Во најдобри услови, тој фронт колку претеници би земал? 45. Управо си, во најдобри услови. 45 минус 22 колку е? 23. Да. Колку сега има претеници СДСМ? Колку? 33-4, така. Ама со тоа што овој резултат се нема шанси да го чекам повтори. Сега да провериме 2008 избори колку имаа тогаш, кој имаа најмалце. Значи кога имаа најмалце они во собрание кога беа за нигдека 27 има. Најлошиот резултат сега со оваа коалиција ќе биде полош. Вчера кажа Моника Зајкова и они ќе влагале. 45 22, 23, така. Да. Двајца, стај ги, двајца. Двајца ќе ставиш ти од ЛДП, добро. Двајца. Значи 24, така? 24. Одем понатаму, ќе има ли уште некој таму? Па има таму срби, мрби, вакви, онакви. Турци, така? Турци, мали парци. И они ќе бараат добитни места. Па 3 места ќе даеш секако излезе. Сега сме ќе има 17 пратеници во Европскиот. Колку стигнавме до 7-18 пратеници максимум. И тоа у најпозитивната бројка, ако освои 45, што не значи дека ќе може ќе има 37-8. И како? Ме разбираш? И еве се не е човекот не е глупав. Димитар Ковачевски кога го не огледа во ЕСА. Ја немам докази за твоето тврдење. Добро, се не да не. Меѓутоа еве ќе седна таму. Ја не можам еве да речеме, добро, еве да речеме тој одамна не било политика, еве не знае да ја прави математика. Таму имаат некој централен одбор, некој претседателство едно друго, кога ќе водат оваа дебата, вака ли ја водат дебатава? Или мислиш дека не ја водат вака? Не, мора да го водат вака, значи. И они ги прават тие математики. Сега види, суштината на секој таму е да се бори за својот интерес. И да имаат 7-18 види, СДС ако излезат сами, сепак имаат 22 тројца. Знаеш, пак имаат поише од овие 17. Да, така. Да се разбере. И сега што си направил, кажи ми со така? И 20, може 30. Друго, една таква коалиција ќе одбие огромен дел од нивните гласачи. Може 32 тројца да имаат, сега да бидеме озбилни. Не мора да... Види, генерално ние имаме 92 пратеници македонци. Со македонски гласови што се добиени сега македонци. Условно, со неалбански гласови, сега да не бидам. Пошто има и таму и српски гласови, и влашки и така натаму. Значи, ако се 93 од прилика, ако се 93 пратеници, а ВМРО има негде меѓу 50, еве, најнегативно сценарио за ВМРО 52. Сега, 92, така, 93 минус 52 е најнегативното сценарио за ВМРО. Значи, 93 минус 52 еднакво на 41. Стај ги тука нешто левица, мевица, стави го Максим Димитриевски ако освои он нешто, пак СДСМ нема да биде
под 30 пратеници. Во Нема да биде. најнегативната то сценарио за ВМРО ДПМН. Тоа е 50-20. Ви го кажувам јавно, според некои мои анализи, проценки кои сум ги добил врз база на споредување на неколку истражувања на јавно мислење. За ВМРО најлошиот резултат е 52 негде отприлика. Најлошиот. Во таа ситуација СДСМ пак има над 30 пратеници. Нема да биде сега, доколку ВМРО отиде на 61, што сакаат, што има императив, на 58 и така натаму, на СДСМ бројката ќе падне под 30. Но пак нема да биде под 20. Ако влезат во Европски фронт, ќе бидат под 20. Тоа е И суштината. зошто влегли? Да. Значи идејата која влагаш некаде нели да има направиш некоја Математиката не им излегува на терен. па која е математиката? Математиката е дека СДСМ мора да прифати дека ќе изгуби 20 спрема 1 нови избори, дека ВМРО е многу блиско до 61 пратеник, поблиско од било кога. Дали ќе освои не знам, не можам да тврдам, не сум врачар, но па ако успее да освои, тоа ќе биде феномен на избори, не знам дали само во Македонија се ти компаративно подобро, веројатно од мене ќе знаеш да го проанализираш тоа, но ќе имаме прв случај од позиција на опозиција некој да освои апсолутно мнозинство. Да, освен овие ако ги гледаш. Тоа ќе биде најмнозински системи тоа се случува пропорционални, тоа е чудо. прв пат пропорционален ќе биде тоа да Во пропорционален надполовично мнозинство од опозиција. нели е прилично онака impossible. А во овој момент не викам дека ќе се случи, но постојат огромни шанси да се случи. Не се шансите 0, се над 20% шансите тоа да се случи. И можно е да се случи. Ќе видиме како ќе биде. Абе види се, ако Вчера ја Ивица, иначе бевме на новогодишна прослава, не покани уредно и уредно отидовме на СДСМ. Видовме сега еве не е културно нели да зборуваш нема да за се и нема да критикуваме и да зборуваме. Видовме неколку работи. Прво таму беа сите нели функционери на таа политичка партија и сите навистина ни испочитуваа, ни кажаа дека не слушаат, дека имаме добра емисија, навистина не е драго што е така. отворена им е вратата. Отворена, да, и ќе веројатно во делот на изборите мора да има рамноверна застапеност и ќе има во Ма не и пред изборите тука и пред изборите и секогаш да има секогаш во оваа радиостаница рамномерна застапеност за сите. Тоа што ние имаме уредувачка политика која е критична на оваа власт, не значи дека ние сме сега фундаменталисти некакви тука. Треба да критична кон секоја власт на крајот на крајшта. Апсолутно, ние не криеме кога сме критични кон друга страна, значи апсолутно. Тоа што во овој момент да си критичен кон ВМРО значи дека ти уствари работиш за СДСМ и тоа е факт. Но сепак има некои работи за кои не се согласуваме јавно со ВМРО, да поне јавно го кажуваме тоа. Во однос на СДСМ, тоа што го видов таму е дека таа партија, обично партиите кога сваќаат дека го губат тлото под нозете, односно дека малце им се намалуваат шансите да останат на власт, обично или се отвараат или се затвараат. ВМРО пред да паѓа се затвара, а СДСМ некако ми се отвара. Не знам како да кажам, малце поширок и се. Добро, тоа е и нека закономерност. Во Македонија има таква закономерност, за жал, знаеш. Значи и дури тоа е историски. И тоа е лошо. Сега дали е лошо или е добро, тоа Не, тоа е лошо, не се отвараш на време туку сега. Да. Но од друга страна видовме дека например Пендаровски не беше таму, се Да, тоа беше впечатлив и гледам се коментира денеска. Види, тоа може да има две толкувања. Едното толкување е дека може би отишле тие во правец Оливер Спасовски да биде кандидат, што помалку ми е веројатно. Второто толкување пак е дека проценката на нивна е дека Пендаровски има поголеми шанси да ако се представи како некој надпартиски, непартиски апсолутно и трето е дека може стварно имал друга работа човекот. Имаше, даваше ордени во давот Пашинама. Да. Јас да бидам искрен. За таа работа да му честитам орден за заслуги за македонскиот народ, заслуги за Македонија на нашиот голем актер Коле Ангеловски. Заслужена награда. И режисер Коле. Да, точно. Морам да бидам искрен дека поразговарав вчера со Оливер Спасовски, го прашав за председателски кандидат, вешто избегна одговор, ниту потврди, ниту демантираше.
Ова као ција, we can neither confirm nor deny. Таков беше чатот, но рече дека во овој момент има поважни, нели, предизвици како Семејството? Не. Во ова со МВР, нели, сега има случаи што се решаваат и така натаму. Продискутиравме и за ова со. Ја му давав некој моje мислење каде се сгреши во ова со Палевски. Тој се согласи дека вика, можеби не требаше да изнесуваме толку детали и од деталите се создадува конфузија, но вика мора и вие од новинарите да бидете вика по-одговорни и да не го барате тоа. И во право се. Морам да бидам искрен дека тука вината не е само на министерство, обострана е вината, затоа што трагајќи по сензационализам малце работиви излегоа многу од контрола во Македонија и дека малци ние ќе треба да поработиме тука, но па и дека да не дебатираме, тоа не е ни некоја тема. Вика Јакимовски Стефче вика ќе биде заеднички кандидат на СДСМ и ДУИ за председател. Види, ако се случи, јас и ти ќе се прекрстим во Мујо и Хасо на плоштад. Веднаш кажам. На плоштад, вака ќе замолиме реисот од Скопје да не прекрсти во Мујо и Хасо. Стефче добар кандидат. Да, ама ако биде значи Стефче може да биде кандидат на Гром. Зашо беше? Да биде кандидат на СДСМ, ајде сега. Најмалку, дај да бидеме сериозни луѓе. Не знам, во Карпош не се у коалиција. Не може да биде он ни у Карпош не се у коалиција. Тоест у Карпош со Дуи е само коалиција. Не знам со кого е во Карпош. Во Карпош тоа крајот не може да го најде. Значи сега да се разбереме. Управо си. Не верувам во ова. Да. Вика, ви фали комшијата со бормашината. Да, мислам дека успешно долго реновираат. Тука ама успешно завршија работа. Добре, стварно, каде е бормашината? Па, се надевам дека е добро. Да, се надеваме дека е добро и дека се вселил во станот. И дека се вселил, све наместиле топ, зидна облога, подно грејење и така натаму и дека се е во ред. Вика, вчера СДСМ имале состанок и си признале дека имале најмногу 26 пратеници, ама се пак ќе правиле влада, видете сега. Дури и кога најмногу губат, политичките партии не си признаваат дека ќе изгубат и тоа е една, знаете сега замисли. Као војна која се води, се не викаш сега идам му решено во ров која е онак пукањено кога е, шо викаш? Идам за да победам. Па нормално. Не, види, и сум го гледал ова многу пати, така што и го знам одблиску. Верувате, они последни дознаваат дека ќе изгубат многу често. Така. Затоа што до последниот момент они се залажуваат дека ќе се случи чудо. И така беше и со Груевски 2017 година тие локални избори. Така беше и претходно, нели сме го гледале тоа и 2011 со СДСМ која беше потесно, така беше дури 2008 СДСМ има илузии дека ќе победат, па го доживеа најкатастрофалниот пораз во историјата. Така беше и ВМРО ДПМН со Кедев претходно, каде што мислеа дека ќе победат, изгубија во суштина дебело. Секогаш е така. Последен дознава тој што ќе изгуби, а и така треба да биде, затоа што оној кој оди свесно ти да тераш кампања знаејќи дека ништо нема да направиш, дека нема да можеш ни влада да направиш. Сега они си имаат комбинаторики, прво вика. Но интересно е што сеќаваме на таа пресконференција на Владко Ѓорчев во 2004 година која кажа после првиот круг на претседателски избори готово е, делегитимиране, паѓа, оди во вториот круг како пласиран. Тоа беше, знаеш, вака една интересно гледиште на работите, дека првопласираниот е делегитимиран. Ама не, да добро, ама што да кажеш? Што да кажеш? Изгубивме. Што да кажеш? Изгубивме. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Ако каже изгубивме, не утепа, у втор круг си ги намалува скроз шансите. Да, така е, управо. А вака барем нешто и ќе се бориме делегитимиран. Значи, морам да му честитам на Владко дека се Не, се трудеш. Значи смисле се, што да правиме? Да кажеме така. Не утепа да кажеме тоа, сега што да правиме, втор круг дај да не искачаме уопште. Така, не, види, имаше и такви гласови и мислам дека тогаш ВМРО ДПМН тогаш во 2004 година фактички покажа дека имаат однос кон државата, затоа што имаше гласови меѓу кои што и Љупчо Ѓоргиевски како почесен претседател тогашен
да се бойкотираат изборите и да пропаднат. Да. Но ти излегоа, машки. И Значи, си види, тоа е голема работа. Се, значи, не сака Македонија да внесат институционална делегитимиране, влага како прв у втор. Да. Сега, знаеш, Тоа беше. има тука сега една друга димензија, тоа е дека за прв пат во македонската историја, кога некој се соочува со овакво, дека вика, па добро бе, сега, се надеваат, сега, тоа сум го слушнал, не од официјално високи функционери, но од голем дел од СДСМ и луѓе кои орбитираат околу ни велат, але знаеш, вика, ќе мора да се прави влада со ВМРО заедно. Чиму што од сега размислуваат дека веројатно на крај единствениот избор да бидат у влада, да ги земе ВМРО влада поради некаква висока цел. И дури сега ќе ти кажам што чув од еден мој пријател многу близок со премиерот, вели, знаеш, вика, после избори сега, кој ќе дојде тоа бугари устав, ВМРО ако договори, ако смени нешто, вика, рамка, ако направи комбинација да стварно бугари устав да биде последно за предлагање, пред почеток на преговори вистинско, вика, се сами ке рече, ние не дозволуваме, вика, бугари да влезат у устав без да бидеме у влада. И сега имаш една ситуација дека, знаеш, они дека и реално ја вака гледам, викам, стварно може да им текне на луѓе. И добро ќе влезат и ќе ги шутнат после гласањето. Ама не. Што е поентата? Значи, имаш тука ти една... Мислам, за да биде ефективна уцената, треба... Да. Многу јаки се овие математики. Нема математики сега да си кажем. Нека си искочат на избори, можеби нема да помине толку лошо бе, кој што но добре, анкети бе, кој што кажуваат, може стварно многу народ се срами на анкети да каже дека ќе гласа за СДСМ. Па ќе кажеме, значи си бевме вчера таму, тоа е елементарна пристојност која што треба да се сочува во Македонија. Да кажем, добра музика. Да. Ти ја напееше. Фина не беше секад знаеле СДС да направат, нели, пристојното нешто да изгледа, за тоа си ги бива. За закон не знаат да направат. Али ѓезме, кафана. Пристојно, фино, културно, секоја чест. Да. Денес сме у ВМРО, со новинари имаат забава, да видиме, ќе направиме компарација. Па утре ќе кажеме. Да. Ќе направиме компарација, па Шо испаѓа јајте како оние во Америка social registry, нели? Што биле настаните, па после ги раскажуваме и така. Па не. Јас штета вчера не отидов до масата да видам што има за јадење. Иначе ќе правим комбинација денес. Споредба, овие има ваква храна, овие таква храна. Кетеринг, може да се погоди и кетеринг фирмата да има иста, па иста храна да имаат. Дали беа испрани завесите, па јажина дали имаше во не навлеговме во толку, не навлеговме до толку, но во секој случај пристојно. Им благодариме на СДСМ за поканата. И останува нашата покана во било кое време, кој сака. Мораме да го пофалиме тука Стефан, кој што редовен ние. Го сретнав и Бојан Маричич, се пофали дека ме бил професор на Академијата за социјалдемократија од 2013 година и ме памтел од таа генерација и да, така е, ме беше професор Бојан Маричич, но меѓу време као да заборави што ни предавал. Тука ги запознавме и првите и првиот шеф на Боцевски го запознав. Не, еден од моите Тој така се пофали дека станува збор за твојот прв шеф и дека ти си бил еден од поинтелигентните луѓе со кои работел и цитирам најинтелигентниот човек. Ај се работел. Осте се. И ја викам и јас. Убаво е вака за его за суета, ама и ја викам и јас сум сега во таа ситуација слична, нели, дека мада ке мене има и голема конкуренција во делот на интелигенцијата. Јас сум работел сепак со Латас. Ивица уште нема докторирано. Да, така е. Така е. Мислам дека се шегувам нормално. Денеска имавме убава емисија, цивилизирана емисија и ова е уредувачката политика на Еспресо со Златев и Боцевски, која очигледно не ви се допаѓа, почитувани гледачи. Гледам по коментарите за ова со цигарите не изедовте. Размислете дали на вашите деца би им дале цигари и нормално, затоа што сте нормални луѓе, ќе рече нема да им дадам цигари, и потоа сватите па зошто е тогаш нормално да се пуши сегде.